За иднината на македонската држава имплементацијата на Преспанскиот договор е само еден од аспектите потребни за вистинска општествена трансформација. Околу членството во НАТО по ратификацијата на договорот во двата парламенти, кај нас и во Атина, речиси се е познато, но патот кон Европската Унија ќе биде друга приказна. Првата порака што пристигна од Брисел, покрај поздравот за успешно завршената работа со уставните измени, е дека реформите ќе мора да се спроведат. Еврокомесарот за добрососедска политика и проширување Јоханес Хан порача да се засукаат ракавите и наместо дебати за предвремени парламентарни избори и други политички игри, фокусот на клучните актери да се насочи кон она што го побара ЕУ од земјата уште лани во јуни, а тоа е реформа на разузнавачките служби и на судството и борба против корупцијата и организираниот криминал. Во македонската влада, ако се суди по јавните изјави, пораката е примена. Сега треба работа дома, многу работа. Шансата која создадовме сега е во нашите раце. Наша должност е да го искористиме овој момент, да го обезбедиме до крај она за што се боревме. Подобар живот за сите граѓани, подобри можности за нашите деца и земја со фер општество. Знаеме дека пред нас е многу работа. Пред се граѓаните на Република Македонија, но во исто време и НАТО и Европската Унија очекуваат целиот фокус да се насочи кон домашните реформи, да се насочи кон принципите на владење на правото, на борба против корупцијата, на економски раст, на зголемена социјална сигурност. Усвојувањето на уставните измени е релевантен услов за добивање датум за преговори, но не е единствен, смета и Ева Елерајт, официјален представник на германската фондација Фридрих Еберт во Скопје. The foreign policy reach out, I would call it, through Prespa agreement, but also through other measures, was really crucial in order to re-establish trust in this current government. And trust, I think, is one of the most important currencies now in the European Union. But of course, there are other things that have to follow, and the Prime Minister Zaev has really stated just now in the beginning of the year that this year, 2019, will be about economic reforms and social economic reforms. This is something I really encourage and I think is very important in order to move towards EU accession. Of course, there are certain priorities within judicial reforms, fight against corruption, that this government has started to follow up on, and they will intensify their work this year as well. But heading towards a comprehensive reform agenda in the economic sector is very important in order for these reforms to also reach the Macedonian people. Според Елерајт, независно од изборите во Европскиот парламент и намаленото расположение на одредени земји членки за проширувањето на Унијата, сите во ЕУ знаат дека за одржлива реформска агенда на државите од Западен Балкан потребна им е европска перспектива. There have been many comments not only by the leaders of the countries but also by EU officials that really have stressed they want to support the current government in this quite ambitious reform agenda. And I think that's a very positive sign. Of course, it is not a guarantee for a positive outcome of the European Union Council this summer, but I think it's sort of an early sign that this country is on the right track. The Union has its own challenges right now, and the elections will, of course, bring about a different parliament, but the decision in the end is up to the member states, and each of these leaders almost have really shown a great amount of respect and appreciation for the path Macedonia has chosen to lead. Европските избори напролет, за кои што се подготвува Европа, и распоредот на силите во новиот Европски парламент ќе бидат важни и за нашата земја. Познавачите велат дека Македонија нема да остане изолирана од случувањата во Европската Унија и затоа преговарачкиот тим во владата се подготвува за сите сценарија. Потоа ги имаме внатрешните прашања во Европската Унија кои што тргнуваат од миграцијата преку разликите на исток-запад, големи, мали, развиени, неразвиени, оние кои тендираат кон земјоделска политика или оние кои тендираат кон развојни проекти, значи развиените во однос на помалку развиените држави во членки на Европската Унија, и тоа ќе влие на изборите за Европскиот парламент во мај 2019 година, кој се случува само еден месец пред најавената одлука за почеток на пристапните преговори. Не може да кажеме дека тоа нема да влијае
mora да бидеме подготвени за било какво влијание од тој аспект. Сепак, најголемиот предизвик останува дома, додава Тилев, а тоа ќе бидат капацитетите за целото водење на процесот на транспонирање и применување на европското законодавство. Голем број од законите во клучните области се во финална фаза, но освен поддршката за нив во собранието, земјава треба да покаже подготвеност и за нивна соодветна имплементација, односно властите ќе мора да покажат сериозна политичка волја.